И покрај бројните огласувања и апели упатени кон медиумите да не испраќаат новинарски екипи на терен за време на погребите на починатите во Кочани, некои медиуми сепак одлучија да го игнорираат тоа, како и приватноста на ожелените семејства. Новинарски екипи известуваат директно од местото на настанот, пренесувајќи детали од погребите, без почит кон интимноста и болката на блиските. Особено бурни реакции предизвика преносот во живо на CNN News, чиј чет беше преплавен со гневни коментари од гледачите. Многумина изразија незадоволство од ваквиот начин на известување, осудувајќи го непочитувањето на семејствата и нивниот траур. Министерството за здравство во постојана комуникација со Кочанската болница, поддршка за граѓаните во тешките моменти. Таравари и неговиот тим во постојана комуникација со Кочанската болница, поддршка за граѓаните во тешки моменти. Министерството за здравство продолжува со активна комуникација со Кочанската болница и ги стави на располагање сите потребни ресурси за поддршка на локалното население, особено деновиве за време на погребалните церемонии на жртвите кои трагично го изгубија животот. Во соработка со клиниката за психијатрија испратени се специјалисти психијатри кои ќе обезбедат психолошка поддршка за граѓаните во овие тешки моменти. Покрај тоа, во соработка со здравствените установи и Црвен крст, организирано е засилено присуство на медицински тимови кои се достапни во текот на денешниот ден за поддршка на заедницата. Министерството за здравство продолжува да ги следи потребите на локалното население и активно реагира на барањата од граѓаните. Одговорните институции апелираат за внимателно и етичко информирање, со посебен акцент на емпатија, хуманост и солидарност, за да се избегне дополнителна вознемиреност. Во соопштението, Министерството исто така упати апел за проверка на информациите со надлежните институции, нагласувајќи дека неточно информирање може да создаде дополнителни проблеми во овие чувствителни моменти. Изразуваме благодарност до сите поединци и организации, како и до здравствените работници од земјата и странство, кои вложуваат максимални напори за соодветно справување со овој предизвик, се вели во соопштението од Министерството за здравство. Лишен од слобода скопјанец поради нелегална продажба на пиротехнички средства. Полициски службеници од СВР Скопје на подрачјето на Битпазар го лишија од слобода БД од Скопје поради нелегална продажба на пиротехнички средства. При постапување по претходно изготвен план на импровизирана тезга на Битпазар, полицијата пронајде и одзеде околу 10.000 парчиња разновидни пиротехнички средства, кои биле наменети за продажба. По консултација со надлежен јавен обвинител, БД е задржан за понатамошна постапка. По комплетирање на целокупната документација, против него ќе биде поднесена соодветна кривична пријава до Основното јавно обвинителство Скопје. Раководителот на сектор урбанизам на општина Маврово Ростуше лишен од слобода поради подкуп. Министерството на внатрешни работи денес го приведе раководителот на сектор урбанизам и комунални дејности при општина Маврово Ростуше, Садредин Елезовски, поради побарување и примање подкуп. Како што информираат од МВР, случајот на подкуп бил реализиран на 19.3.2025 година од страна на Оделот за спречување на организиран криминал. Садредин Елезовски побарал подкуп од 13.000 евра, советување дека ќе одобри урбанистички проект за изградба на апартмани и сместувачки капацитети. Подкупот бил договорен да се исплати во неколку рати. Лицето било лишено од слобода при исплата на првата рата од парите во просториите на УО Скопје, откако истите беа претходно криминалистички обработени и обезбедени како доказ. По приведувањето, Садредин Елезовски ќе се соочи со понатамошна постапка, а целата документација ќе биде доставена до надлежното јавно обвинителство за поднесување соодветна кривична пријава. Уапсен градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов и неговите двајца претходници. Попладнево, според информациите од ТВ21, тројца градоначалници од општина Кочани беа уапсени во значајна полициска акција. Во рацете на полицијата завршиле Радко Димитровски, градоначалник на редовите на ВМРО ДПМНЕ, Никол Чејлиев, градоначалник од редовите на СДСМ, Љупчо Папазов, кој бил градоначалник до не многу одамна. Според соопштението на обвинителството, акцијата за приведување лица за кои постои сомнение за инволвираност ќе трае во текот на ноќта. Радко Димитровски е поранешен градоначалник од редовите на ВМРО ДПМНЕ, додека Никол Чејлиев е од СДСМ. Љупчо Папазов, кој исто така бил кадар на ВМРО ДПМНЕ, дента по трагедијата во Кочани на 16 март беше повикан на информативен разговор. Тој беше пуштен без дополнителни мерки по завршувањето на разговорот, но сега неговото повторно апсење привлекува внимание. Се очекува продолжување на истрагата, а јавноста чека повеќе информации за причините за апсењата и нивната поврзаност со актуелните случувања во општината. 30-дневен притвор за Крешник Бектеши и уште 12 лица за пожарот во Кочани. Основниот суд во Кочани донесе одлука со која на 13 лица, меѓу
кој и поранешниот министер за економија Крешник Бектеши им е одреден 30-дневен притвор поради нивната инволвираност во трагедијата што се случи во дискотеката Пулс. Дополнително судот ќе одлучува и за уште 6 осумничени. На нив претходно им беше изречен краткотраен притвор во траење од 48 часа. За сега, до Основниот суд Кочани не пристигнало барање за притвор за вчера приведените поранешни градоначалници на Кочани, Николчо Елиев и Радко Димитровски, како и за актуелниот градоначалник во оставка Љупчо Папазов. Синоќа, полицијата и обвинителството спроведоа голема акција за приведување на лицата за кои што постојат сериозни сомневања дека се поврзани со пожарот во дискотеката. Јавното обвинителство најави дека во текот на денот ќе излезе со повеќе информации за истрагата. Судијата на претходна постапка претходно донесе одлука за краткотраен притвор од 48 часа за поранешниот директор на Државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски.